Продолжуваме со Лука 12 глава. Ќе ја завршиме вечерва, тука имаме неинтересни стихови, нешто ќе скокнам, но накратко ќе спомнеме и тоа, и тој дел. Значи, минатиот пат зборувавме за верниот слуга, оној кој што го очекува Господарот да дојде, кој што е секојаш спремен, препашан, светилката секојаш му свети. Тука е, очекува во секој миг неговиот Господар да зачука на вратата и веднаш да му отвори, значи целосно спремен. И видовме и три типа на неверен слуга, кои што и со тоа истакнавме потребата за тоа дека треба да бидеме секојаш спремни. Затоа што не знаеме кога Господарот ќе дојде, не смееме да велиме, далеку е, па да ги биеме, вели таму, слугите своји и да не ја твориме Божјата воља, како што тој очекува. И едноставно, тоа е заклучокот. Секојаш треба да бидеме спремни и секојаш да работиме на нашата подготовка за доаѓањето на Господарот. И сега потоа 49 стих, тука накратко до 53, само ќе ги накратко ќе ги поврземе овие стихови. Вели, и дојдов да фрлам оган на земјата и колку би сакал веќе да е запален, но треба да се крстам со крштевање и колку ми е тешко додека не се изврши. Мисли на своите маки на крстот, на тоа крштевање, на оганеното негово крштевање. Мислите ли дека дојдов да и донесам мир на земјата? Не ви велам, туку раздор. Зашто од сега 5 мина во една куќа ќе бидат разделени тројца против двајца, двајца против тројца. Значи Исус ја нагласува потребата зашто дошол и покрај тоа што носи спасение, сепак вистината носи многу често пати и раздор, разделба и во домот, во семејството. Ќе се вели разделат таткото против синот и синот против таткото, мајката против ќерката и ќерката против мајката, свекрвата против својата снаа и снаата против свекрвата. Делумно некој од нас и доживеал вакво нешто, јас го доживеав оној прв дел, таткото против синот, и без оглед на тоа што беше и како беше, јас се надевам и нема зошто да не се надеваме ние како верници, да веруваме и да се надеваме дека нашите ближни ќе бидат спасени, како што јас лично верувам за сите мои, па и за татко ми. Она што може ми дава надеж е тоа што на два пати мислам ако него кажа тоа, кога рече, откако го гледал и преносот од гостувањето на Андри, делот, веројатно од тие предавања, не дека нешто разбрал, меѓутоа, оние зборови што ги слушнав од него беа воодушевувачки за мене, баш сега и Ленче ме прашуваше кај нив, го споделив тоа, рече, вие, алалда вие, така рече, вие вршите многу голема работа. Тоа го кажа. Да. Така да тоа ми дава за право да верувам дека ете нешто допрело до него, иако претходно 25 години навистина бевме, како да не бевме татко и син. И меѓу другото, причината беше и вистината. Тоа сум повеќе од сигурен. Така да, самото писмо го кажува тоа е неминовно. Значи, едни ја прифаќаат, други ја одбиваат вистината и доаѓа до раздор во самите семејства. Но сега ќе се насочиме на стиховите од 54 до крајот, до 59-тиот. Сега му се обраќа на народот, односно народот му вели, на Исус вели, односно му вели Исус на народот, а на народот му рече, кога гледате дека се дига облак од запад, веднаш велите доаѓа дожд. И така бива. И кога гледате дека дува јужниот ветер, велите ќе биде жега. И бива така. Лицемери. Умеете да го протолкувате лицето на небото и земјата, како тогаш не го препознавате ова време.
А зошто самите себе не судите што е право? Зашто кога одиш со својот противник кај главатарот, погрижи се уште патем да се ослободиш од него, за да не те предаде пред судијата, а судијата да те предаде на судскиот служител, а служителот да те фрли во темница. Ти велам, нема да излезеш од таму доека не ја дадеш и последната лепта. Исус му се обрека сега на народот и му вели, тоа е она што спомнав и од дело од утринскиот стих, значи како тоа луѓето ќе испуштат голем дел, значи од овие милиарди луѓе на оваа планета Земја ќе го испуштат тоа толку лесно спасение, значи кое што Господ го дава даром. Како е можно? Исус им се обреќа во овие стихови и вели, што ќе правите со доказите? Докази имате колку што сакате. Што видовте, што слушнавте од мене? Знаете дека често пати на овие записи никој вели не зборуваше како тој што зборуваше. Значи бил понизен учител, како што видовме во стиховите утрински, меѓутоа и неверојатно изнесувал вистината. Не надмедлив бил. Со својот авторитет, со својата мудрост и се разбира она што било најважно, можеби е затоа што тој тоа што го говорил, тоа и го живеал. Затоа можел да им каже, да им се обрати со лицемери, лажговци, глумци, така натаму. Затоа што тој не бил тоа. Самиот Бог им се обрека, замислите си. Не знам, може би сте имали некоја ситуација во животот да разговарате со некој за кој што сметате, знаете претходно дека е поголем интелект од вас, има поголем интелект од вашиот. И дека ќе бидете совладани. Замислите си да имате средба со самиот Бог. Еве ќе ви спомнам само еден момент кој што мене секојаш ме фасцинирал во Матеј 22 глава, како им ги затворил устите и се вели дека од тогаш понатаму ништо него не прашале. Значи, со кого си имале работа, какви докази барале повеќе. Матеј 22 од 33. И кога народот го чу тоа, се восхитуваше неговата наука. Еве уште еден момент, значи како се восхитувале на неговиот говор, на изнесување, на науката, на самата наука, на вистината. А кога фарисеите чуја дека ги замолкна садукеите, се собраа заедно, сега чекајте, сега они да се пробаат со него, и еден од нив законник го праша, искушувајќи го: Учителе, која е големата заповед во законот? Тој му рече: љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и она: љуби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Сега овој дел. А кога фарисеите беа собрани, Исус ги праша: што мислите за Христа, чии син е? И тие, како од пушка, по Давидов, знаеме, сме читале, знаеме. Им рече: како тогаш Давид преку Духот го нарекува Господ, велејки. Му рече: Господ на мојот Господ. Това беше 110 или така некако псалм. Му рече: Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека ги положам твоите непријатели под твоите нозе. И така, кога Давид го нарекува Господ, како тоа му е син. И никој не можеше да му одговори ниту збор, ниту некој се осмели од тој ден веќе да го праша. Никако не можеле да излезат на крај со него често пати. Значи, докази дека навистина имал вонземска мудрост, дека ги познавал списите многу подобро од сите учители тогашни, рабини и така натаму. Што да кажеме за неговите дела? Што се не виделе? Јован 9 глава, не да му го вратиш него, да му дадеш вид на оној кој што е слепо роден. Кога се случило тоа никогаш? И знаеме како завршило слепо родениот, на кој што му бил вратен видот, потоа каков авторитет покажал над природата.
Замисли си денес во онаа бура, како што кога доаѓавме од Радишани, баш во бурата бевме со Андри и со Гоце, и да речете само стоп и да застане. Знаеме во многу случаеви, на брановите, на ветрот кога му заповедал, молкни, стивни. Потоа, колку пати истерувал демони, како се справувал со демоните. Денеска читавме за оној случај во Ефес, со оние 7 екзорцисти, значи, да бил Исус во прашање, демонот ќе фател магла, да кажеме така. Многу добро знаел со кого си има работа. Потоа, што да кажеме, и тоа се спомна и во стиховите, лечел постојано, Елен Вајд вели цели села, како поминало цели села, значи, едноставно сите оние кои што биле болни од нешто, ги исцелувал. Тоа било редовно негова пракса, па што да кажеме, тоа дека воскреснувал дори од мртвите. Знаете, она може би едно од најголемите чуда, кога Лазар ќе го воскресни, тоа било веќе краен момент кога неговите непријатели решиле да мора да го ликвидираат. Затоа што им прави многу проблеми. За жал, зошто такво однесување? Значи, докази на сите страни. И сега прашањето е и до тогашниот народ и до нас денес, и ние верувам дека сите ни е јасно, меѓутоа, може би има некоја област од нашиот живот, може би имаме некоја доктрина нејасна, имаме може би доволно докази, што правиме со доказите? Како се однесуваме со доказите? Значи, еве, како што гледаме, Исуса не го прифатили, дури го расмале, а докази на сите страни. И покрај тоа не му верувале. Значи, ги отфрлиле доказите. Уште пострашно, оно што го гледаме од текстот, зашто ги нарекува лицемери, значи глумци, лажговци, со други зборови. Не биле искрени во тоа, кога велеле, зашто не му верувале. Значи, не му верувале, не биле искрени од кои се причините зашто не му веруваат. Тоа е еден од моментите што го гледаме овде. Значи, преку овие стихови, Исус ни се обрека и нами на сите луѓе, да бидеме искрени кон себе и кон доказите кои што ни се приложени, што ги имаме. И ќе видиме, како што и претходно еднаш во едно проучување видовме, дека не е заради недоволно постоење на докази, туку затоа што луѓето не сакале едноставно да веруваат. И не биле искрени во тоа. Пример, некојаш може би се случило, кои сте биле помали, влегува мајка ви дома, а вие сте сами, и чоколадото е изедено, опаковката е тука. Мари и Менка, значи, изгледа имале, како што прочитав некоја таква ситуација. Кој го изеде чоколадото? Не сум јас, а нема никој друг дома. Не сум јас. Зошто? Затоа што се плашите од консеквенците, од последиците, што треба да ги поднесете. Дали, значи, сме искрени е прашањето кон собствената состојба, кон нашето спасение, затоа што ај чоколадо е чоколадо, ништо страшно, меѓутоа спасението кога е опрашање. Еве, ќе го поделим овој текст што го прочитавме како на два дела, значи од 54 до 56, одговорност. Сите ние имаме одговорност кон вистината за Христа. Имаме доволно докази и одговорни сме пред тоа како ќе се поставиме кон тие докази, а во последните 3 стиха се гледа итната потреба да одговориме на тие докази, значи на вистината. Доека се уште имаме можност. Сега, 54 до 56 стих, пак да ги прочитаме. Што му вели на народот Господ овде, значи Исус? Им дава еден обичен пример, со што всушност покажува дека тие не се искрени во своите одговори кон Него. Значи, кога гледате дека се дига облак од запад, значи од Медитеранот,
веројатно носи влага, и што велите? Паѓа дожд. И така бива. Немало тогаш метеоролошки служби како денес, па и што ти ги има кога, ако тоа го следите, ја така чисто ме интересира какво би било времето утре, задутре, и за ден, два, три преку сила ќе погодат, повеќе не можат. Но ова било токму сосема очигледно, значи ова е сосема мал доказ, врз основа на еден мал доказ, значи гледате облак од запад, доаѓа од Медитеранот и велите доаѓа дожд. Или кога гледате дека дува јужен ветар, пустината, сигурно ќе биде жега, ќе биде жешко. И сега, ова е еден мал доказ. Како можете, сака да им каже Исус, како можете да предвидите кога доаѓа дожд, само што ќе видите еден облак, а имате мноштво на докази пред себе, а не сакате да ме прифатите мене како Месија, да ме признаете, да ја прифатите вистината. Ете, затоа ги нарекува лицемери. Значи, не сакаат да го прифатат откровението, а секој од нас, секој човек, всушност, е одговорен кон оно откровение што ќе го добие од Бога и еден ден ќе мора да даде одговор. Луѓето денеска, знаете, живееме во едно време кога се е релативно, нема вистината, не постои вистина, вистина имам јас за себе, ова е моја вистина, тоа е твоја вистина. Се е релативно некако. Или пак реалноста, јас си ја одредувам реалноста за себе, јас си живеам во моја реалност, реалноста е субјективна. Нема објективна реалност, не постои. Па, зарем тоа не се гледа и во поглед на овие закони што еве сакаат да ги донесат? Која е таа реалност да прашате некого да каже јас се чувствувам како мачка? Далеко од реалноста, меѓутоа ќе ви рече, па тоа е моја реалност, ја така се чувствувам. Во кое време живееме? Вистината е една, ние знаеме. Вистината е апсолутна и сите ние ќе се соочиме и се соочуваме со вистината, може би и секој ден, и мора да дадеме одговор. Вистината е таа, вистината е секојаш вистина без разлика вие дали ја прифаќате, дали ја омалуважувате, намалувате нејзината вредност и така натаму. Не, таа си е вистина и се останува вистина и понатаму. И ќе мора еден ден да дадете одговор зошто сте ја отфрлиле. И на крајот на криштата чудно е, зошто ние се фаќаме за глава и се велиме зарем е можно светот да отиде до таму? Затоа што сме разумни битија. Господ ни дал разум. Господ ни ја дал таа алатка или апликација, како велеше Јани, таа природна апликација што изгледа ретко ја користиме, да прими информации, да ги преработи и да донесе врз основа на тоа одлука, да ги процесира. И сега, затоа и го дава овој прост пример. Значи, гледате облак од запад и велите дожд ке има. Гледате од југ дува ветер, ќе дојде жега. Значи, ете, тоа е нормално. Ја процесирате информацијата, знаете, кој знае колку пати сте виделе облакот таму да дојде да донесе дожд. Знаете, порано во старо време, баш заради тоа што немало метеоролошки служби, луѓето, ете така, некако по некои појави се воделе, за тоа какво би било времето, и доста добро внимавале на тие појави и затоа им вели и така бива, да, едноставно и јасно. Гледате еден мал доказ и донесувате одлука врз тоа, врз основа на тоа. А докази во врска со вистината имате на претек. И зошто тогаш не ви процесира мозокот како што треба? Затоа што не сакате да верувате, не е друго причината. Не се причината, доказите. И еве го тој заклучок, значи во 56-тиот стих што го дава Исус, како што реков, и претходно лицемери, што вели, умеете да го протолкувате лицето на небото и земјата, како тогаш не го препознавате ова време? Во духовна смисла, значи, зошто не препознавате дека Месијата веќе дошол?
Еве, имате и во списите. Знаете, од скоро зборувавме, мислам, Јан изборуваше за тоа, дека ако нема точно време за второто Христово дајање, имаме точно одредено време за првото Христово дајање. И по тоа и мудреците познале, значи според Даниел, еве, баш Јани тоа го зборуваше, па дошле да го побараат малиот Исус, новородениот Исус. И покрај сите тие докази, и покрај целиот живот кој што го гледале Исусов, тоа сето тоа им било малку, знаете, често пати велеле, па дај ни уште некој знак, како може да, и нели, претходно проучувавме, видовме дека Исус им вели, нема да добиете никаков друг знак, освен знакот на Јона. Значи, дека синот човечки ќе биде распнат, ќе биде погребан и на третиот ден ќе воскресне. Меѓутоа не било прашањето до недоволното докази, како што кажеме. Доволно имало докази, но тие биле неискрени, тие биле лицемери, како што ги нарекува овде. Секојаш било така, меѓу луѓето, па така и денес. Значи, луѓето не веруваат. Зошто? Затоа што прашањето е морално најчесто. Тоа е проблемот и затоа Елен Вајд вели дека и логички е да се заклучи дека на крајот нема да бидат спасени оние кои што нема да сакаат да бидат спасени, односно затоа што не сакаат да го остават гревот, затоа што сакаат да си живеат таков живот, каков што е овде на земјата, па затоа ќе бидат и неподобни таму за новиот живот во рајот, кај што ќе нема грев, кај што ќе нема кафани, кај што ќе нема жени и така натаму и така натаму. И еве, ајде да ги прочитаме овие стихови во Јован 3 глава. Од 18 до 21. Јован 3, 18 до 21. Кој верува во него, нему се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверува во името на единородниот Божи Син. И вели потоа, судот се состои во ова, светлината дојде во светот, вистината, светлината, Месијата, Исус, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. А од друга страна, која извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Еве го одговорот. Затоа што не сакаат. Сакаат така да живеат и затоа не им се допаѓа вистината. Затоа што прашањето е пред се морално. Тоа е главниот проблем. Но еден ден секој ќе застане пред Бога, пред судијата, со доволно докази и ќе се бара одговорност од секого. И сега во останатите стихови Исус ја укажува на неопходната ургентност, итност на ситуацијата. Значи, затоа што, од проста причина што животот, попоготово во наше време, е толку несигурен и може да се случи да човек замине од овде, да не одговори доволно брзо на доказите кои што ги има, на претек, како што кажавме. И што вели во останати стихови од 57-миот? Зошто сами од себе не судите што е право? Значи, пресудете. Одлучете. И сега кажува пак една илустрација, зашто кога одиш со својот противник, кај главатарот, погрижи се уште патем да се ослободиш од него, за да не те предаде пред судијата, а судијата да те предаде на судскиот служител, а служителот да те фрли во темница. Ти велам, нема да излезеш од таму доека не ја дадеш и последната лепта. Значи, во оваа илустрација гледаме дека Исус им се обраќа и им вели, вие сте должници, ти си должник. И твојот противник те носи на суд заради долгот, кој што не можеш да го вратиш. И знаеш дека ќе бидеш најден виновен, ќе бидеш осуден на судот, затоа што имаш долг, го знаеш долгот, не можеш да го вратиш и со тоа ќе бидеш фрлен во темница, од кај што нема никош да излезеш, како што вели овде. Сега, доброто е во оваа слика, ние сме грешниците, знаеме, должниците, со долг кој што никош не би можеле да го вратиме и веќе сме осудени.
Но противникот наш, овде забележан, ни дава можност предходно, значи пред да дојдеш кај судијата, на судот, и да подмериш сметката, да кажам, да се среди ситуацијата на крај, односно да бидеш осуден, ти дава можност да ја средиш предходно ситуацијата за својот долг. Како што знаеме, овде има уште еднаш убава слика, гледаме за Исуса, кој што дошел на светот за да ги подмери нашите долгови, долговите на сите грешници. Да ни ги прости, како што вели во онаа парабола, оние 10.000 таланти, еден долг кој што не знам колку илјадници години треба да живееме за да го вратиме. Чи невозможно да се врати. И затоа по благодат сме спасени. Затоа што Исус ни ги простува тие долгови, за да не завршиме кај судијата. Затоа што таму се знае дека ќе бидеме осудени. Значи, сега во овој свет и во овој живот треба да го средиме нашиот долг. Оти после е касно. И затоа им се обреќа и им вели, сега имате докази на претек, немојте да се лажете, немојте да се правите лицемери, сега ги имате доказите пред себе, дозволете да бидете искрени едноставно и кон себе самите, и кон мене, кон вистината, кон вашата вистинска состојба и донесете конечна одлука. Тоа е сликата што ја гледаме овде. Затоа што потоа подосна ќе биде касно. Значи, како што вели Петар, кој го прашуваат после онаа проповед на Педесетницата, што да правиме сега, откако ги засегна во срцето и вели, покајте се. Покајте се и поверувајте. Човек треба да биде искрен кон себе. Зошто можеби има некој одреден отпор кон вистината? Зошто можеби ние, кои што сме ја прифатиле вистината и Христа, до некаде го познаваме, да кажеме, меѓутоа сепак можеби се уште има некој отпор кај нас кон вистината. Во што се состои? Мора да бидеме искрени кон самите себе. Недоволно докази, што е причината? Или можеби гревот е проблемот, како што бил кај овие луѓе, значи од таму доаѓа и неискреност, она лицемерие. Меѓутоа, и ако е гревот, па Господ го решил проблемот со гревот. Токму заради нашите гревови, мојот и твојот, Господ Исус умрел на крстот. Ги превзел вред себе нашите гревови. Значи, го платил долгот, дошел да не ослободи. Но битно е да бидеме искрени кон самите себе. Зошто можеби некојаш за некои работи се уште се двоумиме, зошто можеби не ги прифаќаме? Дали се доказите во прашање или е нешто друго прашање? Мора да бидеме искрени. И искрено да му пристапиме на Бога, затоа што од друга страна немаме некој кој што едва и чека нешто да не фати, да не казни на нешто и така натаму. Не. Оној кој што сака да ја среди ситуацијата со нас уште сега, што е можно поскоро, за да не завршиме на судот, натоварени со сите оние наши долгови и се знае каде ни е крајот тогаш. Затоа, бидете искрени. Тоа е насловот на оваа тема и кон самите себе, пред се кон вистината, кон доказите, кон Исуса Христа како личност. Затоа што не ни вреди ништо, што и да добиеме на овој свет и целиот свет да го добиеме, како што вели во една прилика самиот Исус, а ако и напокостиме на нашата душа. И кога го изгубиме тоа спасение, кое што ни е даром дадено. Да бидеме искрени, тоа е пораката. Слава нека му е на Господа уште еднаш. Амин.